Мислата на самото откривање на вистинската личност може би е само еден парадокс кој постои од времето на Диоген. Токму тој барал вистински човек, но залудно. Зарем ние денес ќе најдеме човек кој ќе не води во вистински правец? Да се подсетиме дека Република Македонија е самостојна повеќе од 20 години и уште од тогаш народ трча по политички партии за да ги оствари своите замислени идеали. Веднаш по тоа следи радост или разочарување. Или победува нашата страна, или нивната. Ете тоа е суровата вистина. Некој од вас ќе каже дека оваа дискусија не е вистинита, па тогаш и сигурно тој некој е дел од оваа инволвираност на водачите на оваа брутална политика на македонскиот народ. Но за да биде вистината уште поболна, за да најдеш работа, треба да си партиски определен. Едноставно не направија зависни од нив, па затоа и ние мора да бидеме дел од ова, за да се засладиме од тортата. Но додека некој само ќе ја гледа, некој јаготката ќе ја изеде. Ете такво време дојде за жал. Многу луѓе се оставени на цедило. Земјоделецот, кој што е основна алка во општеството. Ете тој луѓе мој, тој трпи за корка леп. Со последните пари, спечалени со мака, вложува, работи, произведува и на крај нема каде да го продаде. Многу наши браќа и покрај тоа што ги имаа потребните квалификации, способности и вештини, се невработени, оти немаа партиски врски. Многумина од нив го искористија своето право и вадеа бугарски пасоши. Со душа чекаа да го добијат и кога ќе го добија, веднаш заминуваа кај своите братучиди надвор од границите на нашата земја. И без разлика дали има завршено правен, економски или медицина, се согласуваа на секаква работа. Политичките елити, наместо да гледаат да направат нешто, постојано меѓусебно се обвинуваат, а луѓето и институциите никако да се отргнат од партиските стеги. Политичари, сето ова е премногу и од ден за ден сите ја сваќаме целата игра на политиката, користолюбие меѓу народот и ништо повеќе. Па дајте народе, разбудете се, размислете, спротиставете се. Немојте да потпаѓате под маските на политичките партии со кои што сакаат да ве придобијат. Може би подобро да определиме личност, политички независна, која што нешто ќе смени. Оти од вакви политичари, тешко дека нешто ќе се смени. А постојат многу работи кои што треба да се сменат. Како од нашето однесување, така и до однесувањето на институциите, кои што представувањето и функционирањето треба да го засноват врз закон, а не врз партиски одлуки или партиски врски. Потребно е, неопходно е целосно да искорениме мислата кај народот и днината да ја гледаат во својата земја, вработувањето да го гледаат натре во државата, а не во земјите на Европската унија или пак заглавени во лавиринтите на политичките партии. Потребно е да постигнеме одредено ниво внатре во државата со кој ние ќе немаме проблеми. Политичките партии, врски и привилегии да не бидат повеќе критериуми за наше вработување. Нужно е да искорениме и корупцијата, оти не треба само да се рекламираме, туку навистина треба да бидеме демократска држава. Да постигнеме и одредени стандарди, политички, економски, административни, како што се владење на правото, политичка култура, повисоки плати или пак заштита на човековите права и почитување и заштита на правата на малцинствата, кои ќе ни помогнат за влез во европското семејство. Затоа што треба и ние да бидеме рамо до рамо со земјите на Европската унија или пак и ние да бидеме дел од нив, наместо да се преселуваме и да ја продаваме македонштината.